Пролетна офанзива и нов пресврт на политичкото делување на СДСМ и Северна Македонија најави одамна Зоран Заев по добивањето на трет мандат како лидер на партијата преку првите внатрепартиски избори. Тој меѓу другото вети реформа на досегашната кадровска понуда на партијата, но и редица други работи. Ќе внесеме нова енергија во нашите редови. Ќе ја продлабочиме започнатата борба против високата корупција и организираниот криминал и ќе ја креваме мотивацијата на нашите граѓани. Но аналитичарот Сашо Клековски вели дека сето ова повеќе му наликува на ВМРО ДПМН во периодот од 2012 до 2013 година, кога бил најавуван нов бран и промени во партијата. Според него, кога ќе почнат рейтинзите да паѓаат, партиите се обидуваат да им понудат нешто ново на граѓаните, за да ја задржат нивната доверба. Јас би сакал искрено да верувам дека промените што ги ветува Зоран Заев ќе бидат суштински, а не козметички, односно дека нема да завршат како новиот бран на ВМРО ДПМН, кога беа смените некои директори на трето ниво или слични службеници. Меѓутоа во врвните ешелони на власта не се смени ништо, не се смени во политиките кои предизвикуваа незадоволство. Професорот Мерсел Билјали смета дека во секоја елементарна политика треба да се пренесат ставови кои оптимистички ќе действуваат кај луѓето, но мислам дека повеќе тие се најави пред јавноста, оти реално ние брзо ќе се соочиме со локални избори, ако не и со парламентарни избори. Дај Боже да се случи, но изгледаат луѓето се скептични многу на било какви ветувања. Во однос на најавите за засилена борба против високата корупција и двајцата велат. Само со конечни правосудни пресуди за случаи на висока корупција можеме да збориме за напредок понатаму. Ако сака Заев да демонстрира пресврт во однесувањето, тогаш мора да демонстрирате дека ќе се реши висок случај на корупција во неговото обкружување, не во минатата власт. Мислам дека тоа е некаков рефрен кој веќе луѓето го науче на памет. Ние не видовме дека минатите луѓе поврзани со минатата власт, кои беа длабоко влезени во коруптивни скандали, дека вратиле делото тој капитал. И така што, значи мора луѓе да гледат нешто конкретно. А тоа за жал уште го нема. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.